Стефан, тоа значи дека се љубители на реквизити, а? Да, една расите која е многу сака играчки, домашна раса, ај дајте играчка, ја заборавате по неколку сати дома. Така И може да земете мала одишка, така е? Една играчка и дома сте мирни, не го гледате. И благодарам што овој понеделник здраво пак ни го донесе Спајк и споменавме со Цеце утринава дека во Холивуд знае да биде и тоа добар веќе моден додаток. Па нема веќе каде што го нема. Нема веќе каде што го нема и префорсиране според мене. И мислам дека една најпосакуваните раси без разлика тоа што е распространета во Македонија се уште има барање за добар малтезер. И мислам дека тоа е една од најстарите, меѓутоа најминиатурни, интересни темпераментни раси. Да, значи станува збор за малтезер кој како што кажа една од најстарите раси во Европа, педигрирани раси, една од расите кои меѓу првите почнале да се појавуваат и на кинолошките манифестации. Меѓутоа, далеку со овој груминг кој што имаме Спајк, они имаат специјален третман и специјален груминг како еден малтезер треба да изгледа на изложба и тоа за мене не е правилно затоа што нивното крзно знаат да го прават со лакови, со бои, па да биде рамно, да го пеглаат. Јас ги сакам овакви кои што се, само да се во склоп на расата, се здрави прави. Така да кој што напоменам, една експанзија во цел свет. Веќе можем да кажем од 2000 година навака ја се шири неговата популарност како раса. Многу познати холивудски актери веќе имаат малтезери, се наоѓа на блузони, на джемпери, брендирани продавници со малтезер, заштитно лице на Мерцедес како бренд за коли. Така да познативе луѓе, Ким Кардашијан има, Пав Деди исто има малтезер. И секаде знам дека присуствуваат на големи гала вечери, манифестации, обавезно ги имаат со себе. Да, придружба на семејството, придружба на нивните сопственици кои го поседуваат. Кученце кој е од 9-та FC група, според Светската кинолошка организација. Тоа што би подразбирало? Тоа станува за бишони и други раси на кучиња за придружба и разонода. Значи не е работно куче, нема намена, него е куче кој е фамилиарен пријател во таа која се спаѓа. Антистрес куче со антиалергено крзно, вистински фамилиарен пријател, сите оние кои сакаат да имаат кученце кое е, да речеме, малечко, нема мирис како што ги презентиравме претходните раси, ниту влакна, меѓутоа за разлика од другите раси кои ги представивме, малтезерот бара и тоа каков груминг, затоа што неговото крвно треба да се чешува па барем еднашка, најмалку еднашка дневно. Така да интересна прилика, интересна раса, премногу застапена кај нас, но многу малку вистински малтезери во вистинска смисла на зборот, на жал. Затоа што се појавуваат некои диви ледувачи кои не паѓаат на станови, примерно малтезери по 8, по 10 кила. Што не би требало. Па не е тоа во скупна раса, тоа е далеку од малтезер, само личи. Значи малтезер мора да е ваков кој што го гледате Спајк, миниатурен, до 4 килограми, со вакво цврсто крзно. Типично бела боја, не сме да има буквално никаков додаток од друго шириново. Тоа сака да кажам, доминација на друга боја не би требало, може да има нека крем. До година дена може да има примеси на крем, само се дозволени кај ушињата, меѓутоа на никое друго место. Очите треба да се цврсто темни, значи да се темно црни и носите да е цело црно пигментирано. Да има високо покријати уши, крената високо опашка, така да тоа е стандард кој го налага за малтезерот кој професионалните огледувачи кои за жал во Македонија немаме регистрирана огледувачница. Конкретно за малтезер нема. Треба да пазат, да, за малтезер за жал во Македонија немаме, се што доаѓа убаво, доаѓа од надвор. Така да јас навивам за што повеќе малтезерот ги имаме многу застапено, но најавам за што повеќе малтезер, што е стварно еден фамилиарен пријател дечар, значи пријател на целото семејство, хиперактивен, многу хиперактивен. Колку го си позира на камера, еве сега мите го. Многу хиперактивен пријател дома, така да во скоп на бишонот е уште една раса која ја презентираме, која стварно заслужува секој дом да има. Да, мора да признам дека периодов аплаузот повторно пристигнува кај тебе за лаготото. Мора да поздравам бидејќи тоа е сепак раса која што спомена сакаш да дадеш едно шаренило во Македонија и генерално во градските подрачја, бидејќи навистина заслужуваме, бидејќи сме повторно ќе кажам една голема сцена, кинологијата е доста развиена и кај нас и заслужува да има шареност во поглед на меѓутоа и малтезерот треба да се внимава, пак ќе кажеме од каде се набавува. Кај нас марше премногу има малтезери, значи ако ќе сум забележал дека во градскиот парк криете секој второ куче малтезер, но за жал многу малку се оние квалитетни малтезери кои што треба да искаже да биде.
често сме свидоци по огласите кога гледаме се продава малтезер, но тој е премногу голем, со долго крзно, со непигментиран нос, шарени очи, други бои. Значи мора да се пази затоа што вие ако сакате да имате кученце малтезер, мора да го запазите неговиот стандард, а самиот стандард се одради неговиот карактер. Апсолутно. Значи малтезерно разиграно кученце кое дење ноке од движење како и Джек Расел териер, така да буквално мора да внимаваме од каде доаѓа, кој стои позади тоа. Јас апелирам да се припази таа генетика и најавам зашто поубави малтезери во Македонија, за жал на изложби се што доаѓа малтезери се представува доаѓа од надвор. Ние немаме доволно квалитетни малтезери. Меѓутоа, јас мислам дека живи комисијата на секоја кинологија може да забележи дека станува збор за, ајде да кажеме, малтезер кој што е со некој микс или не го носи оригиналниот ген. Тоа се познава од кинолошките суди, тоа како мислам доволно е само да го погледнат кучето од прва. И веднаш да знаат. Движењето да не правиме муват. Малтезерот треба да иде во кас, значи паралелни предни и задни агли, така да веднаш се познава тоа дали е малтезер или не е малтезер. Јас ставно говорам за она едукација која треба да имаме, така тука сум да сите што им треба. Можам да кажам за разлика од другите раси, малтезерот е една од поевтините раси на пазаров. Иако е прекрасна, со одлични квалитети. Да, со одлични квалитети, поевтините раси, така да секој може да се дозволи. Не бара многу, значи бара мала прошетка во денот. Громнигот е, да, треба да се чешува секојдневно, треба да се внимава на исхраната, затоа што сепак е куче кое е со бело крзно. Дехидратот, односно брендот на храна кој го даваме, треба да е без бета-керотен за да и да е со висока доза на протеини и масти. Така да, во прилика пак ќе кажам, не бара многу, интересен пес. Да, некаде читав дека на времето не е, нели, да речеме, куче во расата или категорија на работник, меѓутоа служило за ловење на глодари. Да, значи он потекнува од Малта, така почина неговата приказна. Во Малта биле застапени, буквално ги имало на секој шекор и тоа ги имало по како приказката за нив доаѓа како они биле како улични кучиња право. Сериозно? Значи никој не ги запазувал како раса на кучиња. На територија на Малта, така? На територија на Малта. Дури на едно пристаниште вело дека имало на секој чамец живееле малтезерите и морнарите ги користеле за чистење на глодарите од бродовите. Таква е нивната приказна. За потоа некои американски бродови кои крстарале околу Малта да ги земат и да ги однесат во Америка и во Англија. Ево таму почина таа експанзија на малтезерот, каде што американците го препознаваат нивниот карактер, нивната убавина, дури отвараат специјални кенел клубови, кинолошки друштва за малтезер, за да прават селекција и за да го направат расата. И ден денес Америка е земјата и каде што се најголемиот број на лиценцирани регистрирани ледувачници за малтезер, каде што луѓето дури внимаваат до чучун дедовци, до корени, до дрва, стебла, така да се прават специјални изложби за малтезер. Во Америка важи за една од поскапите раси. Ајде, секоја интересна ситуација. Кај нас да речеме една од поевтините? Да, од поевтините, зашто голема е репродукцијата, меѓутоа во Америка важи за една од поскапите раси на кучиња и можам да кажам дека статистички за она што го прочитав нели за нив, од Dogbright Info, еден сајт кај што може сите да се информираме за буквално за секоја раса, вели дека според нивната статистика во кинолошкото американско друштво е трета по број по застапеност раса во Америка. Моментално? Да, на прво место е лабрадорот, на трето место е малтезерот. Затоа се случува и понатаму експанзијата и, како што кажавме, го има и на насловни страници и веќе амбасадор на големи брендови. За нив е, јас од кога почнав со Pet Market, буквално почнав занимавање нели со она облека за кучиња гардероба. Да, ти спомена и пред емисијата дека единствено ние знаеме дека сакаме да ги украсиме, некогаш е интересно кога ќе излеземе Нека ти мораме, да, но мора да се пази, дошто што разговаравме зад камерите, мора да диши крзното. Да, мора да се внимава на тоа. Таа облека и треба да е по стандарди, да се знаат кај е купена, така да го дотеруваме кученцето само неколку часа, максимум 2-3 сати додека го трае прошетка дека испиеме во кафич кафе со него, иначе после тоа не смее да биде облечен по дома никако. Не е маскота, него е живо кученце со крзно кое самото крзно има правец на растење, има пори кои мора да дишат буквално. Така да Ова важи за секоја раса, Стефан? За секоја раса, дури со кратковлакни или пак? За секоја раса и еден пинч да имате, вие не смеете да го
облакате цело време и надвор да. Особено меѓутоа пичата е често појава да речеме гледаме дека е постојано облечен и забарикадиран со гардероба околу себе. Сака анимација или го сега и колегата ми Така да. ајде? Опа, добре. Така да, Битно да има така да играчката. е кученце кое во разните бутици, мислам има веќе соодветни бутици кои произведуваат конфекција специализирана за Малтезер. До таму е неговата До таму и неговата? До таму е неговата популарност. Така да е, пак ќе кажем, едно од најзастапаните кучиња во цел свет. Меѓутоа си има зошто. Неговиот карактер, дружелюбивост е прекрасен, така да Сака физкултура за тебе мит. Ова е таа игра која може цел ден да си игра со По-цел топче, ден. намерно сега го го фрла за повикувам. мите да му го врати. Така да пак ја апелирам, секој може да се дозволи, интересна, убава раса. Верувам. Зашто да немате во вашиот дом? Преку Пет маркет и купи миленик, секако може уште денес да се Ги имаме, да, ги имаме постојано, за дека значи не се чека многу, за 3-4 дена максимум. може да имате добар. Може да имате Малтезер. добар примерок Малтезер, пак ќе кажам за жал од надвор, затоа што кај нас нема. Така да секој кој е заинтересиран за секој вид на прашање, консултација, стојам, отворен сум на социјалните мрежи, кај мене во Пет маркетот, така да Стефан, како оди репродукцијата кај Малтезер? Кај Малтезер оди по природен пат. Аха. Значи оди по природен пат, се си е природно, самото парење си е природно, дури и мајките Малтезери се навистина прекрасни мајки. Грижливи знаат да бидат многу педантни. Специфично се каже дека нивната бројка која се пораѓаат стално не е поголема од 4 кученца во легло, затоа што сепак се мали, имаат мала матка. Да добиете 4 Малтезери вистински е бинго. Така да мајката се ги чува до нивната 60 дена возраст, потоа се одебуваат. Меѓутоа, и ако имате женка примерок Малтезер, нека не ве плаши, затоа што сета онаа работа, чистење на кученцата позади Сама мајката си ја обавува, вие немате никакво задолжение освен да ја посветите малце внимание и љубов. Бараат многу љубов, бараат многу внимание, не е раса која може да оставите по неколку сати дома сама, затоа што многу е врзана за семејството во кое живее. Дури ако оставите само и за време на одмори, во пансион знае да тажи, знае да прекине да јаде, значи својот гнев го манифестира со глад. Меѓутоа флексибилност да имаме, да кажеме, во поглед на Малтезер како раса дека е миниатурна, мало па може сериозно секаде да се носи со Секаде вас. може да, значи и хотелите се претежно кога Многу пише дека имате често, мала раса да. на кучија, не прават Не проблем. прават никаков проблем. Нема зашто не носите со себе, а да направите стрес да оставите во некој пансион. Нема потреба. Премногу е врзана за фамилијата во која живее, значи едно од тие раси кои навистина тажат. Значи треба да се внимава на тој момент дека ако Да. се набави Малтезерот, треба да се биде Треба да знаете дека имате еден животен патник 15 на години кој што е нивниот век, кој буквално ќе треба да ве прати во све и вие да го пратите во све. Морам да напоменам затоа што иако е мала раса, он е многу храбар како карактер. Дури ќе се соочите во ситуација на шетање каде што едно вакво џуџе од кило и колку што е сега Спайк, ќе сака да се справи да се искара со некој шерпанин да се лека на корсо, така он се осеќа дека е премногу јак. Значи дека присутне сакаш да ми кажеш дека доминираат на поголемите раси? Сака да доминира, да. И она шетање во цивилизација со други кучиња треба многу да се обрне внимание да му се створи тој карактер дека не е он главен во друштво, дека е малечок. Е кученце кое буквално секој комшија ќе го забележи по скалја ако оди во зградата, значи лајат многу, е една од погласните раси на Погласните, кучиња. меѓутоа да споменеме дека не е напорна раса, а Не, меѓу воопшто, другото воопшто не. ќе споменеме дека е навистина хиперактивна, си бара Се се учи, интеракција. јас имам пријатели кои преку купи миленик имаат набавено Малтезери кои ден денес ги посетувам и ми се пријатели, каде што буквално го учат кучето и го програмираат да биде мирен по дома. Иако важи за раса која лае многу, Не, бестрашно е. тоа со обука се учи. Верувате, значи малку треба да му се поставите како подоминантен. Собственикот ќе лае еднаш само ќе скарате и дека тој прекинува. И тоа е доволно. Нема зашто да читаме по различни форуми дека кој знае колку е досаден со тоа лање. Верувате, едно блак или оштар поглед кон него И ќе и веќе знае знае дека сгреши и нема да го прави истото. Учи хигиенски навики, тоа се премногу интелигентни за 1 до 2 дена. Така да нема зашто да не си размислите за набавка на вистински Малтезер. Морам да напоменам дека громнингот пак е многу битен, се чешува секој ден, се шиша на 3-4 месеци се прави Кај не фризура. знам дека превладуваат голем број на
Да, он не се митари, значи он не може по вас да се митари во таква мера, меѓутоа кај нив останува она мртво влакно на нив. И затоа е потребно тоа четкање со форминатор или друг тип на чешел, каде што ќе му помогнете да го отстрани тоа крвно кој му смета. Ако вие го оставите крвното на него, ќе појави мирис кучето и ќе мисли дека самото куче мирис. А не, тоа е влакното кое е мртво, а веќе е насадено во кожата на кучето, ние мораме да го отстраниме. Да го отстраниме, тоа што многу често го поентираме со тебе. Ако гледаме некаков тип на хронолошки заболувања или аномалии како раса, јас негде читам дека мора се внимава на очињата. На очињата мора се. И како што прочитав, и забите се кај нив. Да, забите се многу специфични. Тоа е сепак е одлика на генетиката од каде што доаѓа. Еден малтезер треба да има маказесто заба, односно горната вилица да е во маказа со долната. Значи да нема предглед да е напред или назад. Се што се смета за напред или назад, се смета дека е кинолошка грешка и тоа куче понатака во растот има проблем во старата возраст има проблем со јадење. Така да кај очињата е многу специфично. Гледам јас на жал и во пет маркет кај ме доаѓаат кучиња кои имаат огромно црвени во пределот на очињата. Тоа сепак е една исто генетска наследна болест, каде што мора да внимаваме од каде доаѓа кученцето. Таа болест не можеме да излечиме на никаков тип. Може да го намалиме тоа црвенило или со тип на груминг да го отстраниме, но тоа веќе коренот е црвен и расте црвена длака која не е специфична, само тоа колачи. И кучето знам дека нели кога созат мора да се чистат тие делчиња со да, еве ние имаме пример Спајк кој е во една прекрасна фамилија подобро фамилија Петковски, кој си го набавија преку мене и прекрасно го одржава за Спајк да нема ни една соза, да кажам, црвено околу очињата. Да, веќе забележа. Сепак генетиката е пресудна, но пак ќе кажам бара хигиена околу очињата и постојано носење на груминг за отстранување на тие влакна кои му сметаат на видот. Затоа што кај нив растат влакна од сите страни и мораме ние барем на 2-3 месеци еднашка да ги отстраниме за да не му се пикаат во очињата, да не дојде до некоја очна инфекција која за жал кај нив доста често појава. Стеф, не ви прочитав дека и знаат, ти спомена едно 15 години ќе имаме една придружба во нашата животна приказна, меѓутоа некаде видот како на рели, некаде прочитав дека знаат да живеат дури до 18 па и 19 години. Да, има долг животен век. Значи тоа зависи пред се ние како го чуваме и како се грижиме за кученцето. Но пак ќе кажем од 15-та година веќе е мачење, затоа што ќе нив им паѓаат запчињата, видот престанува, задните нозе откажуваат полека, така да апелирам сите кои имаат оваков тип на раса миниатурна мала, има посебен режим на исхрана, мора да се пази зимска и летна исхрана, мора да пазиме колку јаглехидрати, колку масти, колку протеини внесува на дневно ниво, колку калории. Ако го раниме со домашна храна се носи други последици, запрашки, манжи, има луѓе кои тоа го практикуваат. Многу му наштетувате да знаете на крзното и на самиот организам доколку вие го раните со некои праженици кои кога кучето ќе биде најадено, меѓутоа несвесно му правиме многу проблем и кај нив многу е забрането поготово кај малтезерот шеќерот. Значи мора да се внимава на благите работи. Тоа важи за сите кучиња, меѓутоа кај малтезерот посебно, затоа што и веќе на пазарот постојат навистина благи закуски специјализирани за нив него ли за нас. Значи има снекови кои се за нив во вид на кобавче со специјален шеќер за нив, со натрен, така да ја пак ќе кажем немате појдете во маркет кај што нема кој да ви каже. Дојдете кај некој лиценциран овластен печо продавач кој што ќе ви даде вистинската формула за правилна исхрана на кученцето. Така да јас апелирам стално и да не е кученцето преку мене, да не ме критикуваат. Јас сум отворен, ги сакам животните, ќе добијат она што јас имам како познавање во овие 13 години како чувам кучиња. Слободно дојдете ќе ви кажам она што го знам, не ми е тешко да го споделам со вас, но дајте да веќе го сме земале да го чуваме како што треба. Апсолутно, за да има и добар животен век самите кучиња. Ако веќе правиме се, сепак нели имаме семејства, секој од нас индивидуален буџет во текот на месецот, па често се обидуваме секако да биде добро нахрането кучето, меѓутоа дали и што би можел да препорачаш во домашни услови да се приготви добра храна, да речеме ориз, џигерче, морков, дали се ставаат некои ако одлучиме да го раниме кучето со домашна храна, јас практикувам никако
никако не сме дали зрнеста храна. Тоа важи за сите видови на Грашок, кучина. граф и Грашак, слично. боран, јалекја, такви работи не. Премногу пржени работи не. Може да даде бело месо, може да јаде јогурче, ориз, кисело млеко, палента, исто е многу здрава за нив. Така да од тој тип на храната мора да му даваме, ако му даваме, пак ќе кажам, некои дури гледам ситуација, фамилија купуваат сендвич, купуваат и за нивното куќе. И за нивното Верувате во неговиот стомак вие правите хаос. Така, штета се прави. Така да од домашна храна само ова што го набрав и нешто по, како да кажам, чисто лепче да му дадете, него ќе завршите работа, него да му дадете прженица или не знам, пилешки прсти некои со презо и такви некои работи. И само за крај, овошјето дали се препорачува за Малтезерот или слични мали раси, да речеме? Дефинитивно, затоа што содржи природен шекер. Може да му давате овошје, Малтезерите се познати љубители на јаболко. Сериозно? Значи они јадат многу јаболко, се разбира тоа да е исто во ограничени количини, да не претераме со овошје. Така да пак ќе кажам, Дневна закуска, да речеме мала. Дневна закуска, некој десерт после јадење или измеѓу обраци може да касне и овоше. Така да, пак ќе кажам, не бара многу, изгледа интересно, карактерот е невиден, ефтина раса на куќе, секој може да се дозволи. Купете си Малтезер мало. Што повеќе, да, и денеска ќе препорачаме дека Стефан Кирков може да го добиете секако во Пет маркетот секој работен ден или пак преку вебсајтот kupimilenik.mk. Благодарам Стефан, се гледаме секако секоја недела како и мене. Секогаш ми е чесно најаваме за наредна емисија, исто една уникатна раса, се работи за Шина Ибу. Значи една јапонски вид на раса. Прв пат слушам и јас. Која дојде во Македонија и веќе резервиравме за следна Телма 5. на Телма 5. Како рековме Шиба Ину. Шиба Ину веќе во следната седмица. Што повеќе? Немој да го пропуштате секое наредно издание на Телма 5. Ви благодарам што бевте со нас, останете на Телма.